Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни, приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Добро утро, драги гледачи. Сречен поздрав од студиото од Кавадарци. Вие следите утринската програма на радиото Глас на надежда. Се радам што и денеска може да бидеме заедно. Денеска е среда, 8 декември 2021 година. Уште 23 дена неделат од крајот на ова календарска година и почетокот на новата година. Што се однесува до изгревањето на сонцето, ово утро беше во 6 часот и 45 минути, а истото ќе зајде во 16 часот и 2 минути. Да ја проследиме на почетокот утринската, односно временската прогноза, таа вели наутро студено, а преку денот претежно сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. И навистина ово утро е во Кавадарци свежо, променливо и облачно, ќе имаме и сонце. Температурата ќе биде од -8 до 0 во западните делови на нашата земја. Во северниот дел, Скопскиот регион, од -3 до 5 степени. Во Беровскиот регион од -6 до +6. Гевгелискиот ќе биде најтопло, од +2 до 10. Тиквишијата ќе има температура од -2 до 6. Пелагонискиот регион од -4 до 7. И Охридскиот регион од -7 до 7 степени. Во следните 3 дена исто така ќе имаме променлива клима, односно повремено сонце, дожд и така натаму. Еве што вели прогнозата за следниве денови. Утре предпладне и задутре ќе биде претежно сончево со ниски утрински температури, кои насекаде ќе бидат под нулата. Потоа следува период на променливо облачно време со повремени врнежи кои во сабота се очекува да бидат пообилни, се мисли на дожд. Еве, такво е времето, полека се ближиме кон крајот на есента, а ќе навлеземе во зимскиот период или во четвртото годишно време во текот на годината. Како е да е, искористите го и денешниот ден, почитувани гледачи, да прошетате, да дишете чист воздух. Пред да поминеме на останатите содржини од нашата програма, на почетокот да се помолиме. Господе, ти благодариме што ни подаруваш уште еден нов ден во нашиот живот и што не разбуди ова утро. Те молиме да не водиш и чуваш и денеска, да не благословиш во сите наши активности. Тоа те молиме во Исусово име. Амин. Вие следите програмата на Радио Глас на надежда. Вие сте на вистинската страна, почитувани гледачи, на страната на Facebook на Глас на надежда. Во продолжение ќе ја проследиме утринската порака, која денеска е многу убава и ја наоѓаме во посланието до Тит, 2 глава, 13 стих. Еве го текстот. Го читам од посланието до Тит, 2 глава, 13 стих. Господ Исус доаѓа. Очекувајќи ја блажената надеж и славното јавување на нашиот семоќен Бог и Спасител Исус Христос. Едно од најсвечените и најславните вистини во Библијата е вистината за второто доаѓање на Спасителот, кој ќе дојде да го доврши големото дело на откупувањето. Науката за второто Христово доаѓање е главна наука на Светото Писмо. Христовото доаѓање во сите векови било блажена надеж за неговите верни следбеници. Патриархот Јов, среде ноќта на своите маки, извикал со непоколеблива сигурност: но јас знам, Искупителот мој е жив. И тој во последниот ден ќе ја крене мојата гнилежна кожа. И јас во моето тело ќе го видам Бога. Јас сам ќе го видам, моите очи
ne očite na drug. Iov 19. glava od 25 до 27 стих. Ветувањето што го дал Спасителот при разделбата на Маслинската гора, дека пак ќе дојде, на учениците им ја расветлувало иднината. Имите срце ги исполнувало со радост и надеж, што никаква жалост не можела да ги потисне, ниту прогонство да ги затемни. Среде страдањата и прогонствата, појувањето на славата на великиот Бог, нашиот Спасител Исус Христос, била блажена надеж на крепестиот Патмос, омилениот ученик го слушнал ветувањето: „Ке дојдам скоро“, и неговиот одговор полн со копнеш ја изразува молитвата на Божјата црква ни сите векови: „Да, дојди, Господе Исусе“. Овој остарен свет не е далеко од својот крај, рекол Меланхтон. Калвин ги молил христијаните да бидат решителни и со сето срце да копнеат за денот на Христовото доаѓање како за најсвет настан. Мислата на Господовото доаѓање, рекол Бакстер, мене ми е најслатка и најмила. Дело на верата и одлика на неговите свети е да го сакаат неговото доаѓање и да ја очекуваат блажената надеж. Тоа е ден што сите верни треба да го очекуваат и за кој треба да копнеат, зашто тогаш целосно ќе се оствари делото на нивниот откуп и ќе се исполнат сите нивни желби и стремежи. Забрзај го, о Господе, овој благословен ден. Дали го очекувате Христовото доаѓање, почитувани гледачи? Дали всушност верувате во неговото ветување дека тој повторно ќе дојде на оваа земја? Верувам како христијани ние веруваме и го очекуваме Христовото враќање. Христос ова ветување го дал пред 120 луѓе во непосредна близина на Ерусалим, кога едноставно се вознел и двајца мажи во бели облики, а тоа биле ангели Господови, им го посведочили дека овој Исус кој денеска од вас се вознесува, кој од вас се зема, повторно ќе дојде така како што го гледате сега. Значи, Христовото доаѓање, како овде што прочитавме, ни сите векови во минатото, почитувани гледачи, било блажена надеж. Милиони христијани го дале својот живот токму за ова наука, за ова надеж, дека Христос ќе дојде повторно и ќе направи крај на сите проблеми, на сите болести, на сите бактерии, на сите вируси кои денеска хараат и го уништуваат човечкиот живот. Стариот Јов, кој бил во големи болки, кој бил искушан директно од страна на ѓаволот, извикал: „Но ја знам, Искупителот мој е жив, и тој во последниот ден ќе ја крене мојата гнилежна кожа. И јас во моето тело ќе го видам Бога. Јас сам ќе го видам моите очи, а не очите на другите“. Значи, и стариот Јов верувал во второто Христово доаѓање. Исус тоа го ветил кога бил со своите ученици, дека ќе дојде повторно и ќе воспостави еден нов свет, едно ново уредување, без смрт и болки, без топови и пушки, без крвопролевање. Тоа е надежта на христијаните, второто Христово доаѓање. Според знаците ние се ближиме кон тој настан. Јас не можам да ви открем денеска кога тоа ќе се случи, но според знаците на Матеј 24 глава, ние сме на самиот крај. Ние сме пред второто Христово доаѓање, почитувани гледачи. Наше е да веруваме, да се приготвиме и подготвим да го дочекаме Спасителот на светот Исуса Христа. Тоа беше утринската порака, сега продолжуваме со песна, а потоа повторно се враќаме во нашата програма. Pitam se što ću reći kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti. Što li ću tada reći? Hoću li izdržati kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti? Hoću li moći izdržati?
kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli ja i ti. Sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti, a Bog da si ti. Kakav li ću biti kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti. Kakav ću onda biti, kakav će to biti susret kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti. Jedan čovjek i njegov Bog, kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli ja i ti. Sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti, a Bog da si ti. Kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli ja i ti. Sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti, a Bog da si ti. Poštovani gledači, se vraćаме повторно во живо во нашата утринска програма. Како и што сами знаете, секој утро зборуваме за вредноста, односно за значењето на молитвата. Денеска, односно ово утро, со нас во нашето студио имаме гостин, тој Никола Аслимовски од Охрид, проповедник во пензија. Добре дојде, Никола, во нашето студио. Би сакал да ти поставам, односно не да ти поставам, туку да те прашам во врска со молитвата, бидејќи си долгогодишен проповедник, студент или ја студираш Библијата и ја пренесуваш на луѓето, што за тебе представува молитвата? Молитвата е дишење на душата, на целокупниот човек, како што е кислородот неопходен за живот, така за духовниот човек е молитвата. Преку молитвата го добиваме
и изворот и благословот на животот. Исто така сакам да те запрашам некој искуство кој си го стекнал во текот на работата, на својот животен век со молитвата со Господа. Лично имам многу искуства во мојот досегашен живот за тоа како интервенирал Господ на мојата молитва и како се виделе чуда Божии. Едно од тие чуда беше за време на нашиот престој, односно додека работевме во Косово, живеејќи во Приштина повеќе од 22 години, но едно искуство што би сакал да им го пренесам на гледачите и кое ќе ме прати низ целиот живот, зашто во книгата Откровение, во 12-та глава, е запишано дека ние односно тие, ќе извојуваат победа преку крвта на јагнето и со зборовите на своето сведочанство, своето свидетелство, односно искуство. Еве го тоа искуство кое што би сакал да го поделам со драгите гледачи. Тоа беше за време на бомбардирањето. Во Косово, мај месец, бомбардирањето почна на 24 март 1998 година и траеше некаде 78 дена, односно со примирието подпишано во Куманово на 10 јуни. А ова се случуваше во месецот мај. Значи, таму некаде кон крајот на мај продолжено бомбардирање, веќе сите не знаеја што ќе биде. Јас, земајќи ја сметката за струја, реков, одам да платам за струја. А тоа беше во една барака на пазарот, каде што кога појдов, немаше жива душа. Многумина сега овој пат од албанското население беа отидени, оставајќи ги своите куќи, имот, автомобили, се беше во една ситуација на опустен град. Но јас појдов да платам за струја. Некаде пред да стигнам до бараката, кај пазарот, наеднаш еден човек со горниот дел униформа војничка, а долу фармерки. Ме запре наеднаш со пушка, автомат, велејќи ми: токму тебе те чекав. Имам еден куршум за тебе. Јас застанав. Тој вели: каде живееш? Јас му одговорам: во христијанската адвентистичка црква. Токму затоа, вели. Мене Господ ми го свртел грбот. И вели: се сум изгубил во животот. Како би било јас денес да те убијам? Дали би била Божја волја? Значи, две прашања на кои што јас во една неочекувана ситуација му одговарам. Господине, јас сум сигурен дека Господ вам не ви го свртел грбот. Обично ние луѓето му го вртиме грбот. Господ, како добар татко,
не сака сите. А сигурен сум и тоа дека не би било Божја волја да ме убиете, ние прв пат сега се гледаме. Вели вака со еден пантомимски знак, нешто од мојата струка, вака ми вели, да се свртам со грбот кон него. Додека се вртев, јас ја изговарав во себе мојата молитва. Господе, во Твои раце го предавам мојот живот. Тоа беше мојата најкратка молитва. Нема флоскули, нема китење, нема дивинизација. Едноставно, Господе, во Твои раце го предавам мојот живот. И се случи нешто неочекувано. Од само него и мене, наеднаш, како се свртив, доаѓаат двајца полицајци. Но тие полицајци беа необични полицајци. Толку мирно, сталожено се приближуваа кон нас и овој со автоматот вперен во мојот грб ги прашува: дали го познавате овој? Еден од полицајците, убаво облечени, вели: како да не го познаваме, тоа е нашиот комшија. Јас изненадено гледам во нив, се чудам од каде јас нивен комшија. А сите останати полицајци, јас и мојата сопруга добро ги запознавме, зашто и ги прашувавме, ако евентуално го напуштиме црковниот објект, дали се тие во состојба да го зачуваат, да го обезбедат. Не, ни одговорија тие полицајци кои што ги знаевме. Најпрвин објектот ќе биде ограбен, оплячкан, а потоа запален. И така одлучивме да останеме со сопругата и децата во Приштина, во екот на бомбардирањето на кое не му се надзираше крајот. А овој полицаец што вели комшија, таков комшија не се сеќавам, ниту другиот полицаец. Но како и да е, задоволен од одговорот, овој со автомат, вперен во мојот грб, ми вели повторно вака, што го разбрав: слободен си. Штом те познаваат, слободен си. И си отидов дома, на мојата сопруга и кажувам така и така и така. Наместо да платам за струја, јас ќе платев со живот, ама благодарение на едни полицајци кои ме познавале, дотичниот ме ослободи. И тука не завршува приказната, вистинскиот случај не е приказна. Ова е вистински случај, доживување. 2 дена после ова, јас го среќавам нашиот комшија, кој беше влюбеник во пекинезери, оние расни кучиња, 2 секогаш, во поводец ги носеше во пар 2. Ги негуваше како миленичиња. Грам, килограм калории, месо, ова, она, кога ќе отидев кај нив дома. И јас го среќавам и му велам: Мирко, како е? 2 дена после овој настан. Вели: не прашувај. Што е, Мирко? Не прашувај. Ама, Мирко, велам, да паднела бомба, близко сме, ќе слушневме. Уште полошо од бомба, вели. Сега баш ме интересира, Мирко, што се случило? И ми кажува. Вели:
бевме пред 2 дена, истиот ден кога и се случи со мене. И јас, вели, мојот комшија, професор по географија, кој што и беше професор на нашата најмала ќерка Марија во училиштето Аца Маровиќ, зетот, ќерката и мојот комшија Мичо гледаме во тоа мајско попладне во небото и гледаме како наидуваат авиони и како во еден момент само ќе изгледа дека ќе запрат со летот и во тој момент во пар 2 оние томахавки ги испалуваат кон одредена цел, очигледно таму каде што беше стационирана војската на СР Југославија тогаш. И во тоа време поминува, вели, еден човек со автомат на грбот и прашува, а ние не му обрнуваме многу внимание, прашува дали имате цигари? А тогаш беше криза за цигари. Границите затворени. И му одговараме, немаме. И пак гледаме како наидуваат авиони. Додека не цикна, врисна нашата ќерка. Лежете! И ние стигнавме само да видиме дека тој со автоматот го извадил автоматот и го вперил кон нас без предупредување. Ние сите се фрливме позади автомобилот Рено 18 на комшијата Мичо. Само се слушна силен рафал. И бидејќи војската која беше нон-стоп бомбардирана, откриена целта каде се, тие ги напуштиле своите положаи и се сместиле во напуштените куќи од албанците. И во тој момент војниците го слушнале рафалот, скокнале, го разоружале токму во моментот кога го менувал новиот шаржер, за да дојде и позади автомобилот да ги побие како зајаци. Го разоружале, дошол командантот и му рекол 2 години мандатна казна, строг затвор. Така се завршил тој настан. Јас ова го слушнав од мојот комшија Мирко. Кого го прашувам, како изгледаше тој човек? Ми вели, така и така ми го опиша. Велам, па тоа е оној мојот. Како бре твојот, вели? Па велам, тој ме сретна во истиот ден, само на пазариштето, на пазарот, кога одев да платам за струја и ми рече, Господ ми го свртел грбот, се сум изгубил во животот, како би било, јас сега да те убијам, имам еден куршум за тебе. Ма луд човек, вели Мирко. Подоцна дознавме дека е тоа еден од многуте парамилитарци, зашто тогаш имаше Френкиеви, Арканови борци, Шешелеви, од муџахедини, од каде не дојдени. Тоа беше лудо време, зашто и самата војна е луда работа. Но јас гледам дека имаш некое прашање. Сакам да потенцирам дека навистина тоа било Божје чудо, одговор на твојата молитва. Бидејќи животот таму бил на конец на секој граѓанин во Приштина за време на тие тешки војни времена. Сакав уште нешто да те прашам, Никола. Како беше чувството
знам дека имаш многу искуства од животот поминат на Косово. Како беше тоа чувство кога се молеше да те Бог чува, зашто постојано беше потенцијална мета Да. за да бидеш убиен? Бев во тој момент толку спокоен, толку мирен, со довербата во Бога, за која што подоцна го анализирав случајот. Убаво прашање ми постави. Јас подоцна многу заинтересиран за тие двајца полицајци, кои што ни пред тоа, ни после тоа не ги сретнав во животот, а ги сретнав во Светото писмо, во Псалмот 34, 7 стих, кај што вели Господовиот ангел Так. се настанува околу оние кои се плашат од него, односно од Бога, и ги избавува. Тоа се настанува во српско-хрватскиот превод е со стан живеат. Постојано сака да Постојано кажете. околу оние кои се бојат од него и ги избавуваат. Па ако се со стан околу мене, тие се мои комшии. Так. Значи, ангелите не лажат, не излажале дека се тие наши комшии. Така. Никола, еве при крај сме на овој разговор. Една порака до нашите гледачи во врска со молитвата. Молитвата, како што реков, дишење на душата, е нешто без кое христијанинот, верникот, зашто има и други деноминации кои искрено му се молат. Не мора молитвата да биде долга, наширока, како и во мојот случај, како и во случајот на едно мало дете кога ќе дојде кај таткото, мајката: тато, мамо, дај ми леп и маргарин, или дај ми леп и мармалад. Не кажува: татко, ти кој си ме родил, Долки мајко, вовиди некој, да. туку Директно. дај ми леп и маргарин, или леп Так. и джем, или еврокрем. Да. Така, како што ни е неопходен кислородот за нашето физичко здравје, за нашиот духовен човек, молитвата треба да биде од утро до вечер. Во секој миг да сме поврзани религиозно, верски. Религаре е мостот кој не поврзува со Создателот на се што гледаме и не гледаме. Почитувани гледачи, тоа беше нашиот гостин Никола Слимовски. Му благодариме за неговото присуство денеска во нашата програма. Акник сум јас во земја созна, на скитање се ближи крај, каде што нема смрт ниту болка, брзам кон тој прекрасен град. Тој сјаен дом, кај Бог ме чека, улиците од злато се и оставам јас моите болки, да видам дом и татко мој.
sum vo svetот mrače, životot moj mati je Bog, zato a сега sokopneš čeka, da dojde sjaj toj ljubav. Toj sjajen dom, kaj Bog me čeka, ulici te od zlato se i ostavam, ja svoj te Bogi, da vidam dom i tatko moj, da vidam dom i tatko moj. Почитувани гледачи, вие следите утринската програма на Радио Глас на надежта од Кавадарци секој утро од понеделник до петок. Посебен поздрав до вас, драги пријатели, драги гледачи, кои во меѓувреме се вклучивте во нашата програма во живо. Поздрав до гледачите од Македонија, од европските држави, од Австралија, од Америка, бидејќи имаме гледачи од повеќе земји во светот. Пред да поминеме на следнава рубрика, би сакал за сите вас кои имате проблем со пушењето да ви го рекламирам овој петодневен план за одвикнување од пушењето. Така да бидете слободни, напишете ги вашите податоци во четот и едноставно ние ќе ви го испратиме по пошта. Јавите се и директно во нашето студио, телефонот го имате, можете да извршите и порачка, исто така можете да ги споделите вашите искуства, почитувани гледачи, или искуства со молитвата. Снимете го, испратете го, а ние ќе го објавиме во нашите следни утрински емисии. Така да бидете слободни, јавите се со ваши прашања. Ако имате проблеми, може да се молиме за вас, бидејќи молитвата е посредничка, многу битна и важна за сите нас да се молиме еден за друг. Посебно ако имате животно искуство, напишете го, ќе го прочитам или споделите го со нас, снимете го, испратете го на нашата адреса, а ние ќе го пуштиме да се охрабрат стотици гледачи кои можеби имаат слични проблеми. Продолжуваме со нашата програма за животни искуства. Имам овде, почитувани гледачи, едно животно искуство што сакам ово утро да го споделам со вас. Верувам дека ќе се охрабриме сите или пак поминуваме ни слични проблеми во нашиот секојдневен живот. Не знам како да се молам. Никогаш порано не се чувствував толку неуспешна. Зошто не можам да ја помогнам? Зошто не можам да ја укажам на одговорите кои на неа толку длабоко и очигледно и се потребни? За прв пат посетив една пријателка во нашето ново место. Незиното име беше во црковните книги, но јас никогаш не ја бев видела во црква. Полека како што таа почна да стекнува доверба во моето пријателство, почна да ми кажува за страдањата во своето срце, разочарувањата во низиниот брак, низините чувства дека никој не ја сака во црква, низината неспособност да се моли. Ми рече дека повеќе пати се обидувала да се моли, но секогаш добивала ментална болка и не можела да мисли во врска со тоа што треба да му каже на Бога. Моето срце ме болеше за неа, бидејќи гледав дека таа имаше мака, а јас не можев да согледам како можам да ја помогнам без молитва. Се обидов да ја помогнам, односно да читам заедно со неа по телефон, да читаме неколку библиски текстови и да се молиме, да ја укажам дека молитвата е многу важна во животот на христијанинот. Ја цитирав дефиницијата на Елена Вајт за молитвата. Молитвата е клуч во рацете на верата кој ги отвара небесните книги. Тоа е цитат од книгата Патот кон Христа. Молитвата е дишање на душата. Молитвата е отварање на своето срце пред Господа како на пријател. Се молев со мојата нова пријателка и заминав, чувствувајќи дека на некој начин не успеа во тоа, но не се предадов.
Една сабота мојата пријателка ја посети црквата, но ја напушти пред да заврши проповедта. Од тогаш јас би погледнала кон неа и буквално би се стрчала низ ходникот за да ја пресретнам на вратата додека си заминуваше. Би се ракувала со неа, би кажала колку ми е мило што ја гледам и би ја повикала повторно да дојде. Иако ја посетуваше нашата црква од време на време, таа почна да посетува и друга црква во нашиот крај. Оствари нови пријателства таму и почна повремено да останува на заедничкото дружење, односно на друштвените вечери. Понекогаш би одела со неа и низиниот сопруг, кој беше од друга вероисповед. Почнав да се молам за Дона, тоа е низиното вистинско име, и решив да не се откажам од неа. Кога дојде еден евангелист за да одржи серија евангелски предавања, неговата жена особено се заинтересира за мојата пријателка. Разговараше со неа, ја сослушуваше, ја прегрнуваше, седеше до неа. Ние почнавме да гледаме како Дона почна да цвета и излезе од заштитената школка во која беше вовлечена за да се заштити себе си, да не биде повредена и отфрлена. Со време ја охрабрив мојата пријателка да го префрли своето членство во црквата што ја посетуваше и таа радо го стори тоа. Почна да чувствува дека тука припаѓа и дека има црковно семејство кое се грижи за неа. Во тоа време една пензионирана девојка се пресели во тој дел. Жената веднаш почувствува дека и на Дона и се потребни пријатели и многу топли пердови за да ја изгради низината самопочит. Оваа сестра ја повика Дона во низиниот дом, на мал молитвен состанок со неколку членови од црквата. Со време Дона ја повика групата во низиниот дом. И низиниот сопруг присуствуваше на тој молитвен состанок. Таа почна да сваќа дека не треба само да прима од низиното црковно семејство, туку повеќе и да дава. Се планираше следното заедничко богослужение за света вечера и Дона и низиниот сопруг дојдоа на богослужението. И двајцата учествуваа. Времето минуваше. Дона продолжи да расте во Господа. Таа навистина уживаше во заедништвото. Кога се врати дома, повика тројца или четворица пријатели за да ја подели својата радост со нив и ги потикна и тие да дојдат следната сабота во црква. Дона беше на следната света вечера. Ја повикав да биде со мене во подготвителното искуство на миење на нозе. Таа радосно се сложи. Понуди најпрво таа да ми ги измие моите нозе, а потоа, откако го стори тоа, со љубов и понизно склекна на своите колена пред мене, ги стисна моите дланки, ја наведна главата и почна да се моли за мене. Низ моите и низините образи се стркалаа солзи радосници, благодарна за мирот и Божите одговори на молитвата. Кога ја заврши молитвата и реков: Дона, ти се помоли. На низиното лице се гледаше радост и среќа. Се молев Бог да ја исцели и му заблагодарив за неговата лекција што ме научи дека тој ќе ги исполни сите работи во негово време. Не тогаш кога јас сметам дека треба да го стори тоа. Длабоко сум му благодарна што ме водеше низ ова навистина прекрасно искуство во мојот живот. Почитувани гледачи, верувам дека се охрабривме од ова искуство на оваа госпоѓа. Сите ние поминуваме низ такви периоди кога се чувствуваме осамени, како да сме од сите отфрлени, без разлика во која верска заедница припаѓаме. Доаѓа такви моменти кога мислиме дека никој не поздравува, дека никој не сака, дека никој не мисли на нас. И ова госпоѓа тоа го доживеала, но благодарение на другата сестра од црквата ја приметила и се доближила и станале вистински пријатели. Повторно кај Дона се обновила таа љубов кон верниците, кон заедницата во која припаѓала, а пред се кон Господа. Затоа Господ да не благослови, да не чува. Ако поминуваме
минуваме и ние ни слични искуства или сме ги доживееле, ве молам, напишете ги, почитувани приятели, доставите ги до нашата редакција, ние ќе ги споделиме, да се сите охрабриме дека Господ никош не заборава. Библијата вели дека Бог на дланките го запишал твоето и моето име. Тој го знае местото каде живееме, улицата, бројот на твојот телефон. Тој никош не заборава. Нашите пријатели може да не заборават, дури нашите најблиски, но имаме горе на небото најдобар пријател. Тој е пријателот Исус Христос, кој го дал својот живот за тебе и за мене. Продолжуваме, почитувани пријатели, со рубриката за здравјето. Ако се сеќавате, вчера зборувавме и читавме за негативните мисли, односно негативното влијание на нашиот живот. Ке споделам сега размислување позитивно влијание врз умот. Тоа се цитати од книгата Ум, карактер и личност. Прекрасна книга што ви ја препорачувам. Ако можете да ја набавите, ќе бидете благодарни. Има мноштво совети, упатства за нашиот секојдневен живот. Книгата се вика Ум, карактер и личност. Постои и на македонски јазик. Благодарноста го напредува здравјето. Ништо нема поголема тенденција за унапредување на здравјето на телото и душата како духот на благодарност и пофалба. Позитивна должност е да се одбие меланхолијата, незадоволните мисли и чувства, како што е должност да се молиме. Сите сме виделе прекрасен бел лилијан како во бистрите води на некое езеро. Колку сме се грижеле, колку сме сакале и настојувале да дојдеме до тој цвет. Без разлика колку ѓубре, отпадоци и нечистотија имало околу него, сепак тој, всушност, тоа не е уништило тоа да биде прекрасен цвет. Се чудиме како може лиленот да биде толку убав и бел таму каде што има толку многу ѓубре и кал. Значи, постои стебло кое се спушта ниско до златниот песок и ги собира само најчистите материи кои го хранат додека не се развие во чист и безпрекорен цвет каков што го гледате. Зар не треба да извлечеме поука од ова? Секако дека треба. Тоа покажува дека иако беззаконието е насекаде околу нас, не треба да му се приближуваме. Не зборувајте за беззаконието и злото кои се во светот, туку воздигнете го умот и разговарајте за својот Спасител. Додека гледате беззаконие и насекаде околу вас, тоа ве прави посреќен што е вашиот Спасител поред вас, а вие сте негови деца. Значи, ќе гледаме ли на беззаконието кое е околу нас, ќе се занимаваме ли со мрачните страни на светот? Вие тоа не можете да го тргнете, зато зборувајте за нешто што е повозвишено, подобро и поблагодарно. Зборувајте за оно што ќе остави добар впечаток врз умот и тоа ќе издигне душата од ова беззаконие кон светлината. Ние мораме да ги култивираме талентите што ни ги дал Бог. Тие се негови дарови и мора да се користат во правилен меѓусебен однос, правејки една совршена целина. Бог дава таленти, умствени способности. Човекот го изградува карактерот, умот е Господова градина и човекот мора внимателно да го одгледува и да обликува карактер според божествениот пример. Потреба за цел. Додека живеете, имајте цел во животот. Собирајте ја сончевата светлина околу себе наместо облаци. Настојувајте да бидете свеж, прекрасен цвет во Божјата градина, ширејќи мирис на сите околу нас. Правите гова и нема ниту момент порано да умрете, но сигурно ќе ги скратите своите денови со несрекни жалби и поплаки, правејќи ги своите страдања и неудобности тема за разговор. Наистина, почитувани гледачи, позитивните мисли влијат на нашето здравје. Ако сме болни, ако сме во некоја депресија, ајде да се занимаваме и денеска со позитивни мисли. Гледате, овој Лилјан пример е земен во ова четиво што го прочитав. Иако живее и расте му ѓубре, нечистотија, но неговите жили се длабоко доле во почвата од каде црпи оно што му е потребно да биде еден таков цвет. И ние живееме на почва загадена со гревот, со проблеми, со болести, со војни, со вируси. Ајде да бидеме позитивни денеска. Да, тоа е сето тоа точно, дека тие работи се поред нас, но нашите поглед да ги насочиме кон небото, кон Христа.
Isus je той koji može da ni dade mir v ovoj nemiren i voznemiren svijet. Isus može da ni dade blagoslov, što samo той može da ni go spodeli za denot koji je pred nas. Zato vam neka Gospod ni pomogne da se zanimavame i da odgleduvаме samo ono što je dobro, česno, kako što veli apostol Pavle, ono što go воздвишува нашиот карактер. Продолжуваме со уште една песна, а потоа, почитувани гледачи, се враќаме повторно во нашата емисија. Еве не повторно назад во нашата програма во живо, која се имитува во програма секое утро од понеделник до петок на радио Глас на надежта. Почитувани гледачи, пред да поминеме на следна рубрика, сакам да ве повикам да ова наша страница, да ја лајковате, значи на Facebook страната радио Глас на надежта. Исто така може да го посетите нашиот YouTube канал со истото име. Таму се споделени сите претходни емисии. Ако не сте ги гледале, можете слободно да ги погледнете, односно да ги послушате. Споделите ова страница кај вашите пријатели на останатите социјални мрежи, да можете тие во другите часови во текот на денот да ги гледат и да ги следат овие наши утрински програми, бидејќи знам дека многу од вас сте на работа овутро, меѓутоа
Програмата се снима и може да ги гледате кога сакате во текот на денот. Продолжуваме со рубриката за исчезнати градови, односно археологијата ја потврдува Библијата. И денеска, почитувани пријатели, сакам да ви ја рекламирам, да ви ја покажам ова убава книга од професорот Драго Обрадовиќ, книга која носи наслов Археологијата ја потврдува Библијата. Така да јас секој утро читам одредени пасуси од оваа книга и ги споделувам со вас. Исто така сакам да ви ја препорачам и Библијата, Светото писмо, Библија, книга над книгите кои се уште ја немате. Може да ја добиете како подарок од утринската програма на Радио Глас на надежта. Пишете ни на нашата адреса или јавете се на нашиот телефон, а ние ќе ви ја испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја донесат на ваша домашна адреса. Бесплатно е, значи Светото писмо ваше само да ја посакате, да ги дадете вашите податоци, а ние ќе ви ја испратиме на ваша домашна адреса. Продолжуваме, значи, со пренесување на интересни информации од книгата Археологијата ја потврдува Библијата. Најстариот алфабет и Библијата. Археолошките откритија ни овозможиле да запознаеме повеќе примери на алфабетот во неговиот најстар период од развојот. Најстарото алфабетско писмо, од кое настанале сите алфабети на светот, се појавува на надписите на едноставни камени плочи што потекнуваат од Ханан од 18-тиот, односно 17-тиот век пред нашата ера. Археологот Сер Флиндерс Питри во 1904 година во запуштените рудници на скапоцениот камен Тиркес на западен Синај пронашол 25 кафеави плочки со груби надписи чија што содржина нема значителна историска вредност. Но тие плочки докажува дека уште пред Мојсија постоел некаков облик на рано алфабетско писмо. Тоа е прасинајско, ранохристијанско или прафеничко писмо. На крајот од проучувањето Питри заклучил дека плочките потекнуваат од 15-тиот век пред нашата ера. Проучениот англиски египтолог Алан Гардинер прв успешно се обидел да ги дешифрира овие текстови во 1915 година, а ги објавил во 1916 година. Научникот Вилијам Олбрајт повторно ги припоил овие плочки напишани на западно-семитскиот дијалект и на крај заклучил дека Флиндерс Питри правилно ги сместил во 15-тиот век пред нашата ера. Овие плочки се чуваат во Египетскиот музеј во Каиро. Судејќи по се, семитските работници во египетските рудници на Синај го донеле со себе ова алфабетско писмо што настанало во Ханан. Користејќи ги изменетите облици на египетските слики, тие ги протолкувале и ги примениле на западно-семитскиот дијалект. Така хананејците заправо изумиле крајно едноставен и посебно ефективен начин за пишување на гласовите на овој јазик. Кон почетокот на 10-тиот век пред нашата ера, алфабетот цврсто се вкоренил зашто го прифатиле бројни народи на Блискиот Исток. Благодарение на развиените односи меѓу царствата, грците алфабетот брго го превзеле од финичаните, што потврдува и многобројни финичански писма од разни медитерански краишта. Грците алфабетот го совршиле и го приспособиле кон својот јазик, особено со примена на посебни знаци за согласци. Алфабетот, читањето и пишувањето ги приближил до народот. Овој голем пронедок настанал благодарение на Божето провидение непосредно пред Мојсе да дојде како бегалец на подрачето на Синај, каде што го затекол писмото погодно за пишување на библиските книги. Така настанала можноста читањето да не остане привилегија само за неколкумина образовани писари кои морале да познават стотици символи со кои се напишани древните текстови. Можно е да научите да читате и човекот тоа да го разбере.
При мојата посета на Египетскиот музеј во Каиро ги посматрав овие кафеави плочи од Синај и размислував за тоа како Бог води сметка до одредени пронајдоци и откритија да се дојде во вистинско време. Кога Мојсија како прв писател на библиските книги добил задача да напише историја на Стариот свет, имал за тоа соодветни едноставни писмени знаци. И верските реформатори од 15-тиот век во непосредниот изум на печатарството имале силен сојузник, Евангелието станало достапно за народот и секој човек можел исправно да ја чита Божјата порака. Денес, кога во светот се објавува Божјата последна порака, пронајдени се средства и можности пренесувачите на вестите да можат бргу да патуваат, да се видат и нивниот глас да се чуе надалеку за радосната вест на Исуса Христа. Синајските плочки со најстарото алфабетско писмо, кој посетителот на Египетскиот музеј одва и ќе ги забележи, се вредна алка при пренесувањето на Божјата волја до човештвото, давајќи можност за наједноставен запис на божествената објава и за низиното чување за идните поколенија. Еве, почитувани гледачи, тоа беше рубриката за старите цивилизации. Очигледно, денеска археологијата го потврдува она што Библијата многу одамна го запишала. Да и веруваме на Библијата, зашто тоа е Божје писмо, упатено до нашата генерација. Денеска археологијата тоа ни го потврдува, дека Библијата е веродостојна и благодарение на ова алфабет, на ова писмо што пронајдено, се потврдуваат сите оние изјави и записи во Библијата, дека Мојсија е писател на 5 книги Мојсееви. Мојсија бил обучуван во Египет. Тој бил приготован за следен фараон да биде. Меѓутоа, тоа негово знаење Бог употребил таму во пустињата кога ги чувал овците, да му ги открие сите настани кои се случиле во минатото, уште во Едемската градина. Мојсија не бил таму со Адам и Ева, но Бог тоа му го открил и тој тоа го запишал. И денеска, благодарение на Мојсија, она што тој го запишал, ние го читаме и се воскитуваме на таа обавина која Адам и Ева споделувале во Едемската градина. Како настанал гревот, како дошол потопот и се оно што се случувало во минатото и што се случува денеска и оно што ќе се случува до Христовото доаѓање, ни е запишано во Библијата благодарение на тие 40 Божји писатели кои оформиле книгата Библија и денеска ние имаме во наши раце. Еве, почитувани пријатели, ми беше задоволство што можевме и денеска да се дружиме. Ви закажувам средба и утре наутро во 8 часот и 30 минути да бидеме повторно заедно во нашата утринска програма. Ви посакувам убав ден, добро здравје, чувајте се, бидете одговорни и се гледаме утре ако Бог даде живот и здравје. Довидување. Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме.